Почитувани гледачи, продолжуваме понатаму со нашата попладневна емисија Колосек. Нарете да го најаваме мојот прв соговорник за денеска, а денес разговараме за една интересна тема, односно зборуваме за алкохолизмот како хронична болест, односно зависност, според податоците на Светската здравствена организација годишно одзема по 2,5 милиони жители во светот. Од нив дури 320.000 се млади на возраст од 15 до 25 години. Па токму затоа решивме дека оваа хронична болест заслужува да и се посвети внимание, исто како и на останатите хронични болести или болести од кои што страдаат многу луѓе ширум светот. А на оваа тема денеска разговараме со господинот Владимир Панзов, председателот на Сдруженијето за лечење од алкохолизам. Добар ден, господине Панзов, и добро ни дојдовте пред. Добар ден, добро и ве најдов. Така, кажавме дека денес ќе позборуваме нешто повеќе околу алкохолизмот. Кажете ми, според вас, вие долго време го водите Сдруженијето за лечење од алкохолизам, кои се најдобрите методи за лекување од оваа зависност или болест, не знам како да ја наречеме? Видите, одма една дилема на почетокот да ја разрешиме. Секоја епоха, секој милениум го одбележува еден пристап кога зборуваме за алкохолизмот. Најновите созданија на научна основа велат дека нема точна дефиниција за алкохолизам. Така, дали е болест, зависност или... И како така се препорачува да се заменат зборовите. Ние, поготово јас го воведов во Македонија од 2008 година, новиот пристап кон лекување на проблемот предизвикан меѓу другото и од штетното користење на алкохол. Така. Значи, ние не велиме го забрануваме алкохолот и да не пијат, него да се справиме со штетното користење или со тие луѓе што не знаат да го пијат алкохол. Така да, ние сме приврзеници на најновиот пристап за третман на алкохоличарите, а тоа е социоеколошкиот третман. Тој од 1987 година професорот доктор Владимир Худолин од Загреб го промовираше во Опатија страмежливо и го презентираше на цела Европа, пошто професорот беше пионерот кој што ги основиваше клубовите на лекување алкохоличари. Така. Овој пристап го прифатија со двете раци италијанците, граѓаните од Италија, кои што тие луѓе што беа во проблеми предизвикани од користењето на алкохолот, одеа на лекување во Загреб. И нивната влада одлучи дека голем процент на пари се одлеваат во тогашна Југославија беше. И они донеле одлука да се разговара со тој професор дали би прифатил да работи во Италија. Худолин, заедно со неговата сопруга Вишња, прифаќаат таа понуда и се лоцираат во Трст, каде што еден нивни пациент во Загреб, во клиниката Сестремни во Срдице, тогаш Стојановиќ се викаше таа клиника, каде што се лекуваше алкохолизмот од цела Југославија. Таму се продуцираа и кадри стручни, така наречени алкохолози, кои што работеа со алкохоличарите. Од нашата тогашна република, сега држава, имавме една голема група на ентузијасти кои што беа во Загреб, завршија таму таа обука, меѓутоа годините си го направија своето, нели? Скоро сите не се повеќе присутни меѓу нас. Остана неколку мина, се пензионираа и се далеко од решавањето на овие проблеми. Што сакав да кажем? Сакав да кажем дека во Македонија ден денешен не му се оддава признание на овој проблем акутен и со голема прогресија кој што
си доаѓа и го зима тој данок во крв, во штета материјална. Ние стално по медиумите ќе чуеме или ќе прочитаме како некој во алкохолизирана состојба заклал некого, како во алкохолизирана состојба возел, па предизвикал сообраќајка во која што трагично загинуваат луѓе. Едноставно, пошто јас сум многу присутен, 27 години сум присутен активно, научно вклучен, со меѓународни признанија, каде што сум во бордот на директори на Светската асоциација ВАКАТ, лоцирана во Италија, и ги пратам сите тие збиднувања. Кај нас изгледа сакаат они сам по себе, водејќи се на онаа традиционалното размислување поранешно, што е чиста предрасуда и заблуда, младост, лудост, ке пие, ке отиде у војска, ќе му дое паметот, ќе престане. Нема ништо од тоа. А на штетното користење на алкохол, ако не му се приде од научна страна, ако не ги измотивираме сите учесници што треба да си го дадат својот дел, верувајте, ќе имаме ние голем процент на алкохоличари. Не оваа влада да не испадне дека ја нешто политичарите сакам да ги навредам или не знам што. Било која влада, било кое општествено уредување, никогаш, ама баш никогаш не водеа сметка за последиците од штетите што ги предизвикува тоа несоодветно однесување на зависниците од алкохол. Именно они беа заинтересирани, а верувам и денеска се заинтересирани, да прометот со алкохолните пијалоци расте, да носите да растат, да едноставно да се полни буџетот на Република. Они толку бескрупулозни беа, отидоа да дури добивката од акцизите и даноците ја пренасочија на друга категорија на луѓе. Чекайте, тоа е чиста лудост. Како може, кој го направи тој приход? Го направи алкохоличарите. И сега на тие алкохоличари им треба третман, им треба излекување, им треба стручност, им треба, како се вика тоа, установи кои што ќе бидат на ниво, нели, технологијата, општествата растат, треба и тоа да има подем во технологиите на лекување и тие работи. Сега тука ние се соочуваме со тој проблем, бидејќи стручни луѓе кај нас не се дефицитарни за оваа област. Ние секоја година во Италија носиме по 4-5 луѓе. До сега, до минатата година беше во мај, сега на 13 октомври заминуваме пак една група, каде што на тој курс за сензибилизација што се одржува во Лињано, Италија, кај Удине, од цел свет има, од сите континенти, курсисти да ги наречем условно, каде што се едуцираат за работа. Порано во медицинскиот пристап, ја го знам и тој пристап, а првиот пристап беше оној моралистичкиот пристап, каде што секој што пие алкохол е зафатен со порок, од тогаш и испадна тој порок, па сега можете да замислите во медиуми кои ќе прочитате пороците. Чекате, луѓе, 21 век дојде, вие уште тие аномалии во однесувањето изместено на тој што го употребува штетно алкохолот, кажувате дека тоа е порок. Не може да биде тоа така, мора да одиме напред. Ние имаме кадар стручен, човечки ресурси имаме. Ние до сега од 6-та година е у Лињано кој што одиме, на сите 6 години од Македонија се најдобри прогласувани. Првата година бев јас прогласен и на група и на цел курс. Лани преклани ја прогласи една девојка од Кочани како најдобра и на курс и на се. И нив ги водуши што многу млада беше девојка и убава. И вика, не толку младоста и убавината, колку што ентузијазмот, што сака да работи со таа категорија на луѓе.
а доека кај нас ја подценија таа стручна работа на тие лекари и доктори и оставија сам на себе случајот да се решава. Така, значи стручни лица во Македонија имаме кои што би можеле да работат со луѓето кои што се зависни од алкохол, меѓутоа колку еве алкохоличарите имаат можност за третман и институции каде што би се обратиле за помош? Не можеме да се пофалиме дека имаме некаква инфраструктура од клиники, од институции, болници или оделенија. За жал, кај нас ден денеска се сместени тие алкохолошки оделенија во болници каде што се лекуваат и другите категории на заболени од психолошките тие ментално нарушување. Така да јас не би се согласил дека во Македонија се случува лекување на алкохолизмот. Тоа е чиста импровизација каде што наводно, под наводници се лекува. Познати клиники кај нас е психијатриската болница Скопје, во популарната Бардовци, има алкохолошко оделение, додека во внатрешноста е катастрофа. Нити имаат алкохолози, нити па знаат да лекуваат, и што е најлошото, не ги препраќаат нас во клубовите. Они се обврзани да после медицинскиот третман, детоксикација, што ќе му прават таму на тој, да не ги препратат во клубот, каде што, пошто алкохолизмот се развива по фази, по степени. Тој отеднаш не се станува алкохоличар. Треба многу години да поминат па да дојде човекот тоа изместено однесување, каде што има секакви оштетување кај него и психички во мозокот, во главата и во абдоменот, во организмот негов, почувајќи пошто орално се внесува алкохолот од устата шуплина па надоле до дебелото црево, поготово црниот дроб најповеќе страда. Така. Од неколку годишно употребување на алкохол, најлесното заболување на црниот дроб е замастување. И тој таму има степени, хепатит Б, С, цироза на црниот дроб и катастрофа. Најпосле, кога нема лек за црниот дроб, настанува фаталното смртта настапува. Така, значи во Македонија нема доволно институции каде што еве овие лица можат да се обратат за помош и да им биде пружена, како што кажавте, дали психолошка помош, дали каква е потребна. Најверојатно, освен што нема во Скопје, споменавте дека во внатрешноста на Македонија воопшто не се застапени такви институции. Што предлагате вие како претседател на Сдруженијето за лечење од алкохолизам? Како на најлесен начин да се допре до тие луѓе и да им се даде потребната терапија? Видите, у контекст на ова претходното прашање ќе ги споменам нарконон од конопиште од Кавадарци, така? А поготово покров од Струмица. Таму се тие центри каде што се спроведува програма за одвикнување од штетното користење на опијати или на алкохол. Така. Во Струмица работат изворедно квалитетно и имаат резултати. Таму се спроведува така наречената работна терапија, каде што зависниците 8 часа работат, кои спрема секој своите способности, чуваат живина, чуваат цвеќе, одгледуваат патлиџани, таму што јас знам, важно се работи, производство имаат и кај нив е потенцирано тоа социјално предприемништво. Они со текот на времето, кој како ќе се погоди од тие зависниците таму и покажи позитивни убави резултати и го вработуваат. Така да, според сите мои сознанија и овие 27 години посветени исклучително на алкохолот и неговото штетно користење,
Јас бев поканет од Министерството за труд и социјала дали можеме да направиме некој здружение, еден таков центар специјализиран само за алкохол, каде што програмата за одвикнување би се спроведувала во тој центар. Така. Предизвикот го прифатив и почнавме да работиме. Меѓутоа, знаете, кај нас у Македонија убавите работи споро идат. Најдовме донатори, не само донатори кои што ќе поддржат центарот, него најдовме и од околните држави кои што се согласни да ни праќаат нивни граѓани на лекување на третман од ова. Така да за нашата република или за таа локална самоуправа кај ќе биде лоциран центарот ќе видиме, се уште се работи на тоа, не е откажено ништо. Ќе има придобивка, бидејќи тој третман на западот скапо се плаќа. Ја го знам тоа, цената колку е, нешто близу до тоа ќе дојдеме и ние за тие граѓани од надвор што се. За разлика од овие нашиве тука, бидејќи совршено ми е јасно дека нашите зависници од алкохол се скроз уништени. Семејства, избркано од работа, социјална помош прима, не прима. Така, значи не се финансиски моќни за да можат да си платат еден таков третман. Ние ќе ги прифатиме у тој центар, таквите активни зависници, и ќе ги одвикнеме од тоа штетно користење и ќе ги доведеме, бидејќи он кога ќе биде во тој центар сместен, самиот ќе има време да размислува за себе си и ќе го стави прстот што е ова што се случува со мене. У таа самоизолација, кога ќе биде, ќе си размислува самиот. И ние у центарот и едукативно ќе ги просветлуваме да знаат, они не знаат причината зашто пијат. Ја одам и по семејства, влегувам кога ќе ме повикаат на телефон и работам со семејство. Они не знаат зошто пијат. На моје прашање зошто пиеш? Абе, таа змијата дома ме јаде, шефот на работа не ме сака, па знаете, Вардар не влезе у прва лига, па не знам шо, па време од денеска врне, па требаше сонце да грее. Едноставно само изговори и тоа. А вистинската причина се состои во следното. Алкохоличарот станува зависник од преголема страф, преголема доза на акумулација на грижа на совеста и самооптужување. Тие три параметри го даваат зависникот. Он од тие работи пие, не пие од нешто друго. Народот наш знае да каже, абе, сиромаштија мора да пие, што ќе прави. Или богати се, збестати се, па не знаат што да прават со парите, па пијат. Што тотално не е точно и не кореспондира со вистината. Вистината се тие три компоненти, тоа го кажуваат. Зошто е да ги пообјасниме, зошто страф? Абе, он се плаши дека е губи довербата, како во семејството, така и на работното место. Грижа на совест и ќе го изгуби. Он до вчера беше еден од најсаканите членови во семејството. И сега го губи семејството, ги губи децата, ја губи сопругата. Ако зборуваме за машкиот алкохолизам. Да не забораваме дека и женскиот алкохолизам е во подем во Македонија. Так. Има доста ние во клубовите наши кај што ги примаме тие личности да се на закрепнување. Ги знаеме кои категории на луѓе се присутни. Со младите работиме, одиме со Црвениот крст, по тие нивни клубови на млади волонтери, каде што по еден месец, еднаш во неделата, држам ја по едно или две предавања и за тоа кој ќе се отиде во Италија, од тие млади луѓе ја црпам, носам таму во Италија и за тоа ги прогласуват за најдобри на тој курс. Така, дали може да ни кажете еве нешто повеќе за сите наши гледачи, за сите оние кои што можеби се обкружени со некој кој што страда од оваа зависност, кои се симптомите на алкохолната зависност и како да се препознаат, еве да кажеме, во ран стадиум за да може да се делува превентивно? Видите, на сите ми е јасно, да бидам малку дрзок и на врапчињата ми е јасно,
кои се симптомите. Сите други, тоа нели обично психолошките болести се скриени болести, така ги викаат стручњаците. Со алкохолот, со пиењето не може да го сокриете. Пијанството одма те дава, само тоа кога си опиен, мислам, кога си интоксициран. Не имаш неконтролирано однесување, не си тој како што пред да влезеш у кафана и кога излегуваш. Другите зависности, комар, не знам што, ајде опијатите да ги спомнеме, тие испаѓаат покасно. А тоа е кога вие одма на површината да. Значи тоа е симптомот. Што значи во секое семејство кога ќе дојде детево, да го условно кажано, младиот човек дома у таква ситуација, веднаш треба да се интервенира. Првиот аларм е тој сигналот. Значи нешто се случува со детево или не мора дете да има, и возрастни луѓе, имаме старачки алкохолизам, женски алкохолизам и така да сета вина не е да ја свалуваме на младите дека само они прават проблеми, а старите се многу цвеќе за мирисање. Така, меѓутоа треба да се превенира уште од самиот почеток за да не дојдеме понатаму до почеста зависност, до секојдневна нели алкохолизирана состојба и да дојде и до здравствени проблеми, додека на самиот почеток најдобро е да се укаже на помладите дека треба да се откажат од тоа да пред да прерасне во зависност. Не да се откажат, видите, они ние ги едуцираме да ја сознаат вистината. Така. Што е тоа што ги тера да бидат изместени? Они кај нас погрешни луѓе прават превентивни ајде проекти, како ги викаат сега популарно. Полицијава наша, тоа што го прави е пародија на нејзината немоќ. Тоа е неукост, незнаење. Што е таа парада, родители и полицајци ќе одат у кафичи. Глупост не види на таа. Да не навлегуваме во тоа. Ама не, видите, не се работи тоа. Уште поголема провокација се прави младите да бидат. Младите имаат проблем со образовниот систем, младите имаат проблем со родителите, младите имаат проблем со вработувањата и тие работи. И тоа е последица. Они викаат, еве, тука сме, не ќе никој со нив да разговара. Нити родителот нема време да разговара со нив. Трча по гола екзистенција. Така, значи треба да се започне уште од самите домови, од родителите. Тука е клучот. Од дома. Јас сега од една докторка од Италија направив превод на една книга. Ваа недела другата веројатно ќе испечатиме. Така, па ќе можете еве да сите заинтересирани да дојдат до неа. Таа книга има наслов Децата во клубовите во клубовите на лекуваните алкохоличари. Ние сите децата дома кавга ги тргаме настрана. Не, детето треба да ги знае сите проблеми во семејството. Таму кај што има алкохоличар, тие деца кои меѓу себе разговараат на таа тема бегаат, повлечени се, затворени. Тие трауми што ги слушаат, што ги гледаат меѓу родителите кога се кавгаат, за нив се не е тоа со гума да се избрише нешто, останува тука трагови. И може да биде предиспозиција за понатаму и тој млад човек да посегне по алкохол. Господине Панзов, бидејќи немаме уште многу време, толку ни дозволува времето во оваа наша емисија. Ако имате нешто да кажете за крај или еве еден апел да упатиме до сите помлади, па и постарите, како една превентива или еве најдобар начин да ги превенираат луѓето да не посегнат по чашка алкохол. Видите, скоро сите семејства што го имаат овој проблем знаат каде треба да се обратат и покушаваат. Они мојот телефон го имаат со години, го чуваат. Самите што кажуваат кога ќе се сретнем. Многу лошо е, не е битно кој те турнал тебе у проблем. Битното е да сакаш да станеш. Битното е здравиве членови. Овој може би е од алкохол, да кажеме, болен или не знам што. Тие здравите членови од семејството веднаш да побараат здружение, клуб, советувалиште или глупости 300 има тука за кажување,
да побараат како да го решаваат проблемот. Они се толку субјективни што неуки се, не можат да го решаваат, само го распалуваат проблемот, што повеќе да стане полош овој зависникот од алкохол или самиот алкохоличар. Затоа, нека не се срамат. Они треба да ја донесат одлуката. Здравите члени, не овој што е под алкохол, тој никош нема да ја донесе одлука. Здравите, нека се јават било каде у Македонија, у Скопје, у Велесу, да не зборувам глупости, нека побараат поддршка во решавањето на проблем. И тогаш ќе го решат. Иначе нема решавање, да бидеме на чисто. Така, тоа беше еден добар апел, господине Панзов, бидејќи толку ни дозволува времето. Јас ќе ви заблагодарам за вашето денешно гостување и се надевам дека бевме доволно интересни на нашите гледачи со оваа тема, па се надевам дека ќе имаме и друга можност повторно да зборуваме за тоа, бидејќи е една тема за која што еве и секојдневно треба да се зборува за да се упати апел до сите помлади генерации. Ви благодарам уште еднаш за вашето гостување. Почитувани гледачи, вие останете со нас, бидејќи во продолжение следува краткиот рекламен блок, па се враќаме повторно назад во живо студиото на МТМ телевизија.